Со книгата Кочани започнува издавачката дејност на Сдруженијето, со што се остваруваат дел од зацртаните програмски определби за потекнување на научната мисла и печатање во списание или зборник. Во саботата состанок одржаа дел од старите и нови членови на Сдруженијето. Се избра нов претседател и секретар. Функцијата претседател и припадна на Вера Анастасова, виш библиотекар, а за секретар беше избрана Сонја Адамова Иванова, етнолог. Денес јас сум многу среќен за тоа што избравме и нов претседател, нов секретар и нови членови, млади, кои што ќе му дадат една нова динамика на Сдруженијето и ќе допринесат оно во иднина да даде далеко подобри резултати со надеж дека оно што ја краси нашата општина и нашата околина, нашиот крај, ќе биде многу појавно присутно во цела Македонија и надвор од Македонија. Па среќен сум да кажам дека денес за претседател ја избравме Верка Атанасова, за секретар господјата Сонја Адамова и мислам дека тие со своите квалитети, своето знање, својот ентузијазам ќе допринесат друштвото да добие еден нов напредок, еден нов тласок со што и ќе дадеме сите допринос за афирмација на Кочани и целокупната Кочанска котлина, вклучувајќи ги околните општини. Сдруженијето има членови од сите области: образование, здравство, култура, наука, уметност и новинарство. Иницијативата за формирање на Сдружение на граѓани за наука и уметност во Кочани, покрената од магистер Киро Бојаджиски, Вера Анастасова, Киро Герасимов и доктор Ѓорги Марков, се реализираше во 2001 година со одржување на основачко собрание. Од тогаш Сдруженијето има организирано советување, семинари, курсеви и работилници за разни стопански, нестопански, комунални и други проблеми, курсеви за странски јазици, обуки, посети и патувања поврзани со својата дејност, изработка на проекти и програми за потребите на стопанството, екологијата, културата, науката, уметноста, археологијата, спортот. Организирање меѓународни и домашни работилници, физибилити програми, воспитување на млади кадри, потикнување на иноваторството, печатање и издавање списанија, билтени, публикации и книги од својата дејност.